вторникот, кога снимав во Идризово и са Бајле бевме отидени тама во 8, стигнавме дури во 9 вечерта некако не пуштија и тоа на моje некое залагање и некои мои врски, нели, што ги имам. Иначе ни рекоа таму стражарите, вика, зашо, вика, да си одите, имаме ние слободни кревети тука во полузатвореното оделение, можете и да преспиете. И овие глумци ве ги фати паника, екипава филмска. Ја викам, не се секирајте се додека е куров до вас. И нормално ургирав тамо. Малце викам, дечки, малце паника ги фати. Јас знам дека сакате да останеме, дека сме ви драги, но такви се политичките, општествени околности, фамилиарни, би сакале да си одат дома. Не може секој да издржи во затвор. И ме послушаа нормално како го да го послушаат ако не куров. И така излегуваме во 9 саат од Капија, значи таму има специјални процедури за влез-излез и ги добивме телефоните, затоа што ти ги одзимаат кога ќе влезеш, што е нормално, само што добро, да не откриваме некои мали тајни од тој свет. И јас го уклучувам телефонот и гледам милион пораки. Кај си сега, курво, да јадеш говна против овие, ај сега да те видам, кажи нешто против ВМРО, против Мицко. Викам, што се случило? Појма нема, цел ден у затвор. Снимам. Кога гледам ова за Гаши, дека го стајле овај втор човек у држава, председател на собрание го избрале тоа. Ај гледам вака, добра, ај викам, нека ми помине ден, нека легне, знаеш, ова башка ме чека, нели, голема борба, спектакуларен меч со Исик во Москва, знаете сите. Но еве го и моето мислење во однос на таа работа. Значи, вие, кога наследувате ситуација, каква што наследија ВМРО ДПМНЕ по заминувањето на СДС, не можете преку ноќ да ги решите проблемите. Тоа на сите треба да ни е јасно. Јас тоа го кажував уште пред да победат, кога ја најавував нивната голема победа со голема разлика против СДС. Уште тогаш им викав, ќе имате многу тешка задача. Многу тешка и многу одговорна. Но од друга страна, таква е ситуацијата, некои работи не можат да се решат преку ноќ. Во политиката има многу конформизам. Мора да си конјунктурен понекогаш. Да придобиеш привремени сојузници на малку подолго време. Се со цел, ако имаш идеја да се заштитиш себе, својот народ, да направи сериозна држава, не можеш во старт сите конци да ги исечеш, што утре може да ти значат, нели, преживување, живот, помош и така натаму. Особено не можеш, многу тешко, можеш до таа мера, а и не треба некому да одземеш некои права што веќе ги добил. Тоа е многу тешко. Но местото председател на собрание не е такво право. Што не може лесно да им го одземат, пример, на албанците и да стават македонец. Според моje мислење, требаше така да се направи после она дивење што беше на Дуи и на Талат, додека беше председател на парламентот. Но има една друга работа.
недавањето одредени министерски места, еве и тоа место председател на собрање на албанците. Прво ќе значеше дека оваа власт нема намера да создаде нација, да гради мостови меѓу етничките заедници, меѓу народите што живеат во оваа земја. Тоа е помалку важното, иако е многу важно, но е и многу тешко остварливо, познавајќи ситуацијата овде. Но она што беше поважно, поконјунктурно, така да кажам, во политичкава ситуација е тоа што без разлика што се малку овие од влен што добија, тоа што добија, ако не добија, тоа ќе го искористеше и злоупотребеше дуи. Ете ви со кој коалицираа за да ви ги земат сите права ВМРО, сега немате ни ова, немате ни ова, немате ни председател на собрание, немате ни вице-премиер, немате толку министерства, немате. Значи само ќе го искористија во своја корист и ќе ги наелектризираа албанците во Македонија, пак ќе почнеа да ги полнат со омраза. Тоа е моје гледиште. Втора работа, што исто битна е. Дајте да им дадеме на луѓево онолку ми се прекина нешто. Онолку ми звонеше. Дајте да им дадеме на луѓево на ВМРО време да преку дела да го покажат она што го ветуваа. За многумина овој потек значеше првата топка дека отиде далеко над голот, па имаше негативни реакции, имаше ово, имаше оно. Пак ќе ви кажам, не заборавајте, во политиката понекогаш мора да се игра, нема да речем снисходливо, ќе кажам мора да се игра мудро. Значи понекогаш дури и со ѓаволот се фаќаш за рака да бидам посликовит, за да надминеш одреден проблем, за да поминеш над одреден амбис во кој што лесно можеш да се најдеш ако не ги искористиш сите потези што ти се на располагање, сите можности. Така што останува одговорноста на ВМРО дека треба да направи да го јас би рекол да го сруши оној систем кој што го градеше не само СДС, туку и години претходно што се инсталираше во Македонија и да почне да гради на нови основи. Не заради ево. Не заради овој ми каже, овој ми нареди, овој ми сува, овој. Не. Заради нас. Заради сите. И заради македонците, и заради бошњаците, и за турците, и за албанците, и за ромите, и за сите србите, хрватите, сите оние кои што живеат во Македонија. Затоа полека јас имам доверба, најотворено тоа го кажувам, имам доверба во ВМРО, ТПМН. Има тамо луѓе кои што вистина им дојде преку глава и самите кажуваат и она што се случувало порано кога тие биле на власт, поготово ова што се случуваше кога СДС бил на власт. Значи свесни се дека мораат нешто коренито да менуваат, коренито. Но ништо нема со нагли резови и нагли потези. Полека да видиме, нека се најдат кај се, што викаше еден глумец стар од Тетово, вика за еден режисер што му рекол прв пат кога излегол на сцена, на мизансцен, кога прв пат
се пробува представата на сцена, предходно на маса, нели се учи текст, се чита, е сега прв пат на сцена и искочил глумецов на сцена, режисеров изнервиран, абе дај глуми малце, глуми. И режисеров рекол, јас гзов не знам каде си гометнам, тој ме тера да глумим. Тоа е. Значи чекај, уште гзот не знаат кај да го наместа, да видат кај се, што се, да видат што е уништено, потоморено, растурено. Ки има време за критики. Но се надевам ки има време и за фалби, затоа што главната нишка, главното ветување во нивната кампања беше дека ќе го вратат Македонија повторно твоја, дека ќе го вратат достоинството кај македонците. Само ќе им порачам на ВМРО ДПМН, од кога слушнав некои говори тама на некои нивни млади, надобудни политичари, значи ќе им порачате со тој речник веќе да не настапуваат во смисла ама ние зад нас имаме 500.000 гласа, освоивме 500.000 гласа. Значи тоа ќе биде почетокот на вашиот заеб ако почнете со таква вообразеност. Оти тие говедата предходно што беа на власт, така се заебаа. Мислеа дека ако гласаше народот за нив, дека вечно ќе може да го подебаваат, да го возат и дека вечно ќе владеат се додека играат по ноти на соседните држави и на Америка и на ЕУ. Видовте колку гадно се заеба? Затоа намалете со возбуда, со тие назнаки на арогантност, затоа што тие 500.000, ако тргнете да грешите, за 4 години ќе биде 250.000. Затоа заборавете на тоа. Гледајте да ја оправите државава и на народов пружете му убав живот, полабав, полагоден. Вратете го достоинството на македонците, што е најважно. Направете ја Македонија убаво место за живење. Секој да има да јаде што сака. Не мора секој да вози Масерати, Бентли, Порше, Ферари. И не може секој да вози, јебика капитализам. Ама направете секој да може да јаде, дали е амал или е тајкун, секој да може да си дозволи да јаде на исто место или барем да јаде иста храна да купи кога ќе влезе у супермаркет. Тоа ако го направите, ќе биде исто голема работа. Да го сопрете ова дивење и на цени, и на инфлација, и на све. И на баши босу, кој како му прдне, си тура цени за ова, за она, дали за храна, дали за други работи, и го краде народот како стигне. И последна работа, на овие СДС, сега ќе им кажам, јас во Идризово во вторникот бев не само да снимам филмот ми беше повеќе параван, повеќе бев испратен во друга мисија, да ги видам условите, во кои што здравје Боже ќе бидете сместени. Бидејќи нели сум ви рекол, многу ве сакам. Имам некој така емотивна поврзаност со вас, не знам како да ви кажам. Вака ќе ви кажам, во централниот, во затворениот дел во затвореното оделение или дел од затворот, нема душеци. Значи, тамо затворениците за душеци се тепаат, така да пред да ве стаат тамо можете, додека сте уште на слобода, ги имате парите, ги имате конекциите, бизнисмените, што сте им давале,
што сте имале нати го, дај ми го, барем да донираат душеци у централниот дел, нови, убави. Мислам, од вас зависи, и вие ќе треба да лежите на тие душеци, ако ме разбирате. Сега, например, гледајте тамо некако, ако успеете, например, у полузатвореното оделение, например, поделение, например, има терени направени за кошарка, за фудбал, ама нема топки. Ако сакате верувате, ако сакате не верувате. Значи, ние снимавме една сцена надвор, требаше нешо кога ја ги овој фудбал да играме вама тама нешо. И нема топки, нема папушки, издишени, дупнати, полуиздишени, како сакате. Така да ако планирате да играте баскет или фудбал, исто можете да донирате топки во Идризово. Немате проблем со стражарската, со затворската полиција, они се фини, барем во полузатворено оделение. Значи, имаат добар однос изградено со затворениците, тука нема да имате проблем ако сте и вие фини. Сега да, ако ви се игра фудбал, кошарка, она, значи гледајте да донирате топки, стварно нема топки, има терени направено, мислам фини, за играње. Сега ако не сте по фудбалски или топки за кошарка или баскети што ги викаат, топки волнени тамо имате во доволен број, во разни величини. И за топки волнени нема да оскудевате. А фала Богу, мислам дека и по тие топки најмногу сте. Така да не е лошо едното вие праткиве што ги дававте по LGBT со лубриканти да ја пратите и тамо, они ќе стаат негде да се најде, знаеш, да не дај Боже. А јас ако не го направите тоа, имам Б план, веќе се договорив тамо и со некои внатре затвореници и со стражариве, ќе пратам за почеток едно 20 пакети зејтин, доколку не стигнат на време лубрикантиве, нели? Има тамо кај ќе се чуваат, што ќе се чуваат, најбитно ми е вие да бидете задоволни. И да си поминете, нели, убаво. Мислам колку толку убаво у наредните 10 на 15, 20 години, зависи кој за што ќе биде осуд. Така што тука би го завршил моето излагање. Да ја гледаме големата слика. Знам дека ВМРО ја има во глава, знам дека имаат волја. Јас што познам некои луѓе, свесни се дека ги чека многу тежок период и тешка работа пред нив. Стварно се свесни. И затоа ќе имаат мојата поддршка. Се додека се држат до таа визија и се додека преку своите дела покажуваат дека да вистина сакаат да ни помогнат на сите нас кои што живееме во Македонија. До гледање и секое добро.